Море, како ја затеравме годинава, логики, вистини, ти реков, ми рече, ги заборавме најбитните работи во февруари што се дешава. И роден денот си заборав, и Трифун Валентин го заборавме, море. Јај за роден денот како било како моеше денот на љубовта и виното да го заборам, да не го спомнам. Страшна работа. Се знам дека секоја година го правиме муавет. А е многу јак муавет да се прави, кој се збора за љубовта стално без разлика дали славиш со чупето или славиш со шишето, или си славиша на пример. Славиша секој ден му е слава. Сакал некел, тој си славиша. А јас сакал некел морам да пуштам шпица. Ако ништо друго со таа шпицата си се потсеќам на младите денови кај што бев така послаб, поличен, малце помлад, а не вако остарен. Така што дај да си ја пуштиме шпицата малце си се потсетам јас, па после ќе правиме муавет. Ајде ба те пуштај. Како бега времето, Знаеш колку наполнав некни? 35 години. 35. Вчера славев една табла јајца, кога дојдоа 35 мора. Па оди долу имат 15 години поминато море. 19-20 имав тога. Јас годинава 15 години постојање во музиката треба славам. Шо сторе? Ништо, дај да баталам снимањето, а земам да организирам концерти, шо ја да извам некој од овие песните што ми стојат така 100 години. Паника ме фати. Знаеш, понекогаш може поубај човек да не се потсеќа. Зато дај да ублажиме работата малце со една химна, па и не оди ако нема маниме химна. Роден ден. Не, чекај, не оди без кнедлата момент. И роден ден. Мала забава. Еве дојдов без да ти се најадам. Не, тоа ако не ја направиш како што треба песната. Оригинал да биде. Шуба бројка 35 заокружена вака. Веќе сериозна возраст. Освен ако човекот не е толку сериозен. Ама и мајта по настрана ние како фамилија апостоловци, особено мажи, секој сме се осеќале многу помладо од тоа што сме, а бога ми сме изгледале многу пат. Јас пример се осеќам кога имам 20 години, 25 максимум. Можда во моментот не личам така, ама ако манам ова брадичето, одма друг сурато. Сега ми текне еднаш така, добив бистра идеја, требаше негде на одмор и реков дај ќе изненадам жената. Што ќе носам машинки чуда на одмор, ќе манам све тука. И брада и коса келеш скроз, џамглата, фризура лустер. И довршив со работа в студио, зедов тука, избричав све и одам да ја земам жената, 5 сато са вајле на одмор ќај. И седам наволан вака и насмеан и чекам реакција од таму да речи леле шо направи, не вака. Те обично жените мразат кога ќе се избричи маж што носи брада. И ете ја иди тај од таму коме види. Позеде да се смеи на цел глас 5 сато са вајле, комшите и разбуди. Да се гази од смеење, да паѓа, да немам да ја соберам. Абе шо те му привери се таа опулиме папук низ од смеење. Се гледаш ти в ретровизор си велиш кај грешив боже го. До толку ли е работа. И цел пат ми се смееше, му беше шубе да ме гушни, вели бегај како друг маж да гушкам. Чеши ти. Ама како и да е го се мани бричо подруго. Сега до душа и да има вкоса како што имав порано ќе беше баги подруго, ама тоа е. Пошто кога манишке лајца падава посериозен изглед на маж. Така што пошто се осеќаме на 10 на 15 години помладо, 10 на 15 ќе оставиме на банка негде нека 100, а ние ќе си уживаме во живот. И види што треба да се направи да има некоја таква мерна единица како што има за времето на пример. Знаеш како кажува 30 степени е надвор, ама се осеќа како 45. Така треба и за ова да биде. 50 години има, ама се осеќа како 20. Или пример за овие младите што се изгорени тетки да се прат од малинозе. Пример 15 години има, ама се осеќа како 35. Или за машките 13 години има, ама се осеќа како стриком, пијаниче. Пошто тоа е на малите чупина му е многу битно да изгледат шминки ово она, а на младите мажи многу му е битно шишето, чигарето нешто. Ни едното ни другото никогаш не сум ги сватил, ама тоа е. Јас во веко никогаш сум некел постар да бидам. Зашто стареа море убајна. Единствено можда во тинеџерските години ко сакав побрзо да положам за да возам. Ама пак беше тоа ради полагањето, не оти сакав постар да бидам. Да сум знаел дека досега можело и без возачка, немаше ни тоа да го чекам, ама тоа е. Секој се среќа. Битното чувството или како ти се осеќаш е многу битен дел од животот и од здравието бога. И затоа дедо ми тераше 102 години. Не можеш да тераш 102 години ако се осеќаш него. Нема шанса, можеш ти инат да тераш, ама до нег. Дедо ми бате си го тераше животот, тој си беше млад. Значи рачуне возачка му даваа до 93-4 години она. И кој иде последниот пат на 90 кусуро му рекле, абе стрико, многу години имаш. Тој му рекол што ако имам поке години море поспособен од тебе су. Ја и тој му рекол клекни, клекнало е так стана. Ај раците испружи ги испружи. Ај мрдни со прстите, свирач. Свирач не ќе можеш со прстите да мрдни. И останале збунети, ама
на крај му рекле годините ги имаш, не ти дава. Еднаш исто дојдоа за нега некаква дека демек возрасно лице 90 не знам колку имаш. И ја начекале баба ми пред куќа, кај Трајан Апостоловски, ене го долу во дворо, одат во дворо. Добар ден господине, Трајан Апостоловски го бараме. Тој качен на столче горе, лозницата ја режи, скокнал од столчето. Так, повелете, ја дремат збунети, Трајан го бараме, јас су Трајан. И останале збунети луѓето и после не му давале нега што да му дават, ги надживеа сите таму. И сега за до толку да се осеќа Шубо и на тие години треба стварно жичките да ти се така поврзаат. Не може секој. Ама дека чувството е битно, дефинитивно е битно. Така што јас ки си терам помладалачки, па вие кој како сакат. Или што би рекле сите жени над 30 го слават роден ден и сите педофили кочивата, годините се само бројка. Очигледно и не се баш, ама добро. И за поентата на таа поговорка е да се чувствуваш како си помлада, не глупост ја праш, ама добро. Да не навлегваме на тие две теми, од тие двете се многу опасни. И за да не влегваме многу во длабините на годините, ќе правиме муавет за љубовта. Или мити за дено на љубовта. И одмодиме со најпоставуваното прашање, што славевте? Трипун или Валентин? Свети Ѓурѓовден. На крајот на денот битно виното ќе се испие, та што славевте дали едното дали другото не битно. Има многу луѓе што се изреволтирани од прифаќањето на тие западните празници и чуда, ама знаеш како мене не ми смета толку кога се работи за љубов. Значи кога се прославува нешто позитивно, кога се слави љубовта, позитивниот дух и така натаму многу не ми смета. Мене не ми е јасно со тие денови на вештерки и такви работи што се дешава. Пари не ми е јасно. Јасно ми е бизнис. Сите тие празници се дојсени од поголемите компании за бизнис бева. Оти колку поќе празници, толку поќе можност да се речи попусти. Големи попусти за денот на љубовта. Black Friday попусти. Halloween попусти. И мора вака да се зборува за да се сватат сериозно. И така тие ќе си ги остават истите цени и ќе велат попусти. Ние попусто ќе си трошиме парината и таа е вата вистината. Како и да е убое да се слави нешто вакво, пошто ние и како народ изгорени сме да трошиме мора. Може и нема, ама за трошење први сме. Некој ќе купи мече со цвеќе со нешто, некој ќе купи големо мече, зависи до кај ви е врската, ме све. Некој што е посериозен, малце ќе треба нешто на китче, садче, ти реков ми рече. Кој како си ја погодил, ме све. Доте ако си ја погодиш партнерката или женските партнери, ништо од овие маки нема постои. Најбитно е вниманието, најбитни сте вие двајцата, ништо друго не е битно, освен ако не си ја погодил. А ако не ја погодиш понекогаш и свето да го дојсиш вака, на дланка да го даиш, нема биди доволно. Затоа упулвајте си очите по со време. Оти на вакви празници најголем трошок имат овие што паѓат в тавче. Ако не си опулиш очите пред да паднеш в тавче, со здравје си ја носиш батули. И ко сме веќе кај тавчината да ви честитаме на сите, со среќа во живото, со лесно понатаму, оти трошоците допрва почнуваат. Дај Боже си имате погодено партнерките, партнерите и да си немате мака со ништото. И дај Боже само убајни понатаму во живото. И после ќе речат не сме биле романтична нација. Кој е поромантичен, кој Франција и Италија да не се поромантични. Седи ти се молам, не постои поголем празник што не поминува со еден тон паднати в тавчина. Не постои концерт поголем што има поминато без некој да падне в тавче. Не постои патување, одмор летен или взима негде на кај Турција наваму натаму кога ќе одиш да не падни некој в тавче. Има некој влето дури бродој земат и наброд ќе подклекни идеме кшо сега. Ако речиш да Арно и се вратиме, ако не ќе те врлям овде во водата, ако се вратиш Арно, ако не никому ништо. Шо сте вие? Души јас не сум поарен, јас на руфтоп ја запросим. Ама фала Богу битна кој што треба работата. На крајот на денот битно е да има љубов, да се слави љубовта. Оти какви времиња дојдоа никакви, се е фрлено на лажење, на далавери, на планови вакви такви, на финансиски планови, не знам што. Убаво е кога ќе за промена стварно има љубов. А уште поубаво е кога ќе ти е дома. И мислам дека доста е за денес, пошто ние си славиме дома секој ден. Само пошто не рековме ништо за овие трипун што славеа сами или со друштво. Зато за нив ќе маниме една многу убава песна. До века ќе сум јас, ве крија љубов џи, блазе мајка, што ме родила. Така, толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.